Уште една жртва на скопските улици. 75 годишен маж беше прегазен пред мостот Гоце Делчев во близина на пешачки премин пред владата. Во него удрило кумановско возило BMW X6 кое било управувано од жена. За сега се знае дека мажот бил удрен од возилото додека ја преминувал улицата. На местото на несреќата веднаш бил извршен увид. Во овие моменти возилото, односно джипот со кумановски регистарски таблички, со пајак служба заминува од местото каде предмалку удри човек. По наредба најавен обвинител ќе се изврши обдукција на телото на починатиот, а од возачот земено е крв и урина за да се утврди дали бил под дејство на алкохол. Со наредба на јавниот обвинител ќе бидат обезбедени и снимките од видеонадзорот на околните објекти со цел да се утврдат причините за несреќата. Дежурниот јавен обвинител издаде наредба и за технички преглед на автомобилот. Граѓаните буквално се во шок, велат дека возачите само летаат дож булеварите, исто како да биле на трки. Ова е жалостна слика. Меѓутоа тоа е вистината. Видиш, од вистина не се бега. Ја мора сите да видите и да знаат. И џабе и апели, и се, разбираш, џабе за овај. Таков не е менталитетот на луѓето, разбираш. Не знам што се дешава, разбираш, што се дешава. Меѓутоа тоа е вистината. Човек е и стар и млад. Сите се луѓе. Како така? Крвата и за стариот и за младиот. Хаотично е, да ви кажам, јас сум на партизанска и више ми е страв да ја поминам улицата. Сите треба да учествуваме во сообраќај, така да свеста треба да е обострена. Инаку само на скопските улици во изминатава недела загинаа тројца граѓани, од кои 20 на пешачки премин. Минатата недела кај трговскиот центар Сити Мол, 22 годишник на пешачки смртно ја прегази 24 годишната Викторија Николова од Радовиш. За овој случај на возачот му беше определено 30-дневен притвор, а причините за трагедијата допрва ќе се утврдуваат од истрагата која се уште е во тек. Инаку и вчера вечер 18 годишник со својот автомобил прегазил 72 годишна жена која поминала со тешки повреди.